Вести на Канал 8, добар ден. Исклучително лоша година за пчеларите во однос на производството на мед. Во изминатите години ваделе по 20, а сега одва и по 5 килограми мед од пчелно семејство. Македонија е последна на листата од земјите за употреба на медот. Пчеларите со манифестации ја подигаат свеста за негово консумирање. Пчеларите годинава не може да се пофалат со високо производство на мед. Во споредба со минатите години, оваа е најсиромашна во однос на производството. Ако порано од едно семејство ваделе просечно 20 килограми мед, сега тоа е 4-кратно намалено. Во моето пчеларски стаж од 20 години, оваа година е била најсиромашна во однос на производството на мед. Значи, оваа година целта ни беше да ги задржиме пчелите, односно тешката пчеларска година предизвика дополнителни трошоци и активности и сега престои ни една тешка зима во која ќе ни биде главна цел да ги презимиме пчелните семејства. Просеко е по пчелно семејство испод 5 килограми, што оваа количина не ни дозволува економски да обстоеме. Специфичната лоша година за пчеларите предизвикала и дополнителни трошоци во одржување на здравствената состојба на пчелите. Така да, неопходна била употребата на лекарства и дополнителни третмани. Данилов додава дека не се исклучува можноста ноземозата која демне повторно да предизвика големи штети. Пчеларите користат препарати за заштита од оваа болест, но превентивата не е 100%. Дополнително на тоа загрижува фактот дека Македонија е земја во која најмалку се конзумира мед. Со манифестациите се подига свеста за почеста употреба на медот и пчелните производи како храна, а не како лек. Затоа традиционално по 16 пат во Кочани ќе се одржи манифестацијата за промоција на медот и пчелните производи Денови на медот 2013. И годинава ќе ја организира пчеларското здружение Матица од Кочани. Своји производи ќе излагаат пчелари од Кочани и другите градови од Македонија. Наши излагачи се пчелари од Кочани, најголемиот дел. Значи, целта е да се промовират прво нашите производители, но традиционално настапуваат со своји пчелни производи и пчелари од Гостивар, од Скопје, од Штип, од Битола, од Виница, Берово и уште некој град. Ке има излагачи на опрема за пчеларство, односно производители на пчеларска опрема и ќе има неколку излагачи со здрава храна кои потекнуваат од пчеларството. Ќе се одржи традиционалната пчеларска вечер во која пчеларите се дружат и наградуваат, а настап ќе имаат и културните кочански ансамбли. За прв пат годинава во манифестацијата се вклучени и децата од детската градинка Павлина Велјанова, кои како што велат пчеларите, токму тие се нивните идни потрошувачи на медот и пчелните производи. Манифестацијата ќе се одржи во градскиот парк на 25, 26 и 27 октомври. Во петок истекува и продолжениот рок во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани за поднесување апликации за добивање субвенции. Рокот претходно од 20 септември беше пролонгиран до 20 октомври. До 20 септември, кога заврши правичниот рок за поднесување барања за субвенции, беа поднесени вкупно 3032 од земјоделците од Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци. Во продолжениот рок барање поднеле 35 земјоделци, а до петок се очекуваат најмногу уште толку апликации. За полесно добивање финансиска подршка по барање на земјоделците донесени се уште две мерки. За овие субвенции може да аплицираат и оние земјоделци кои што не добиле субвенции во 2012-та поради неплатени сметки. Земјоделците кои не добија субвенции, а поднесоа барање, годинава ќе добијат подршка ако платат пашарина или водарина. Третата мерка се однесува на производителите на домати, краставици и пиперки. Согласно неа, за 50% се намалуваат количините кои треба да ги продадат производителите на домат, краставици и пиперки до 15 мај, за да добијат дополнителна подршка од 90.000 денари. Овие земјоделци добиваат 30.000 денари по хектар со самото производство, а овие средства ќе ги добијат дополнително доколку го исполнат условот. Заврши кампањата за легализација на земјоделската механизација што започна пред околу една година.
Добиените барања од земјоделците ќе се решаваат во судовите, пошто ќе биде познато колку трактори и други земјоделски машини ќе бидат регистрирани во државата. Неочекувано голем број барања поднеле земјоделците во државата за легализирање на земјоделската механизација, за која не поседувале валидна документација. Пред 1,5 година тие од Министерството за економија и за земјоделство побараа да се овозможи по редовен законски пат да извршат легализација и да ги регистрираат тракторите и другите машини со кои ја обработуваат земјата. Според заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски, големиот одзив на сопствениците на нерегистрирана механизација покажал дека барањата биле оправдани, а дел од процедурата успешно е завршена. Веќе за нешто повеќе од една година имаме околу повеќе од 19.800 барања до судовите, согласно процедурата, за легализација на земјоделската механизација. Што значи, земјоделците биле во право, кога побарале од нас сериозно да размислиме за легализација на земјоделската механизација. А тоа важеше една година во законот, значи имаше важност оваа мерка до 30 септември. Сега доаѓа фаза кога заедно со судовите треба да ги решиме сите тие барања, сите тие предмети и да одговориме позитивно доколку нормално има законски основ за тоа. Со оглед дека постапката за поединечно одлучување кои земјоделски машини ги исполнуваат условите за легализација ќе трае извесен период, за сега никој не може точно да каже колкав број од механизацијата ќе добие валидна документација. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани во законскиот рок биле поднесени над 550 барања од земјоделците. Повеќе од половината од нив, со оглед дека порано ја започнале постапката, досега добиле позитивни решенија и веќе ги регистрирале тракторите и другата механизација. Објектот на Домот на културата во Оризари, што извесен период го користеше и поранешната општина, стои неискористен и се руинира. Од локалната самоуправа на Кочани најавуваат дека наскоро ќе се реконструира и во него ќе биде сместена детска градинка. Зградата на поранешната општина Оризари, како дел од Домот на културата, стои неискористена и пропаѓа. Просториите што некогаш се користеа за потребите на службите во локалната самоуправа подолго време се напуштени, па дел од внатрешноста на објектот е руиниран и претворен во јавен тоалет. Градата слика е забележлива оддалеку, иако објектот се наоѓа во центарот на населбата, а порано представуваше гордост за мештаните. Тие од општина Кочани бараат да преземе мерки состојбата со објектот да се подобри и тој да се стави во целосна употреба. Од локалната власт велат дека се запознати со проблемот и се работело на негово решавање, при што се планирало во објектот да има и нови корисници. Во завршна фаза е да го оформиме горниот простор за канцеларија на местната заедница, затоа што сепак Оризари е најголемо населено место после Кочани, и да организираме други активности кои што ги има советот на Оризари. Долу имаме предвидено советот на местната заедница Оризари, така? Долу имаме планирано, имаме проекти, ќе се заврши со Министерството за труд и социјална политика, детска градинка, која што заеднички ќе отвориме, очекуваме дека во наредната година таа истата ќе биде реализирана. Димитровски повика на поголема свест кај местното население да не ги злоупотребува и уништува просториите во објектот на Домот на културата. Еднаш месечно комуналците од Водовод имале акција за чистење, меѓутоа тоа не било доволно. Инаку, дел од просториите во поранешната зграда на општина Оризари користат матичната служба и комуналното предпријатие, на кои тие им се преотстапени. Исто така, еден дел е даден на користење на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, кој за своји потреби повремено ја користи и големата сала на Домот на културата. Една од главните улици во Оризари, што некогаш представувала главен влез во населбата, се уште чека на доизградба и комплетирање. Жителите бараат локалната власт да ги реализира ветувањата дека во текот на наредната година ќе добијат асфалт. Оризарци се надеваат дека повторно ќе добијат пристоен влез во населбата, преку кој без проблеми ќе можат да влегуваат автобуси и други тешки и патнички возила. Една од главните улици што порано се користела како приот кон Оризари, сега е полна со дупки и кал, па практично е неупотреблива при пообилни врнежи. Иницијативи за нејзина изградба имало повеќе пати, но секогаш завршувале безуспешно.
Сега мештаните повторно излегуваат со истото барање, надевајќи се дека општината ќе го стави во планирањата за едната година. Па кал, дупки, тоа е превише. Колите се расипат луѓето, не треба да се направи, што вика селото е големо. Да се асфалтира, што друго. И за колите лесно и за народот. Треба асфалт, тоа преку општината. Сепа преку ова тоа е погладна, ова за ово автобусите, што минат по од една страна, таму зимно време замрзнува, всяк там на место има, не може да се разминуват. Тука петка ќе. Пред неколку месеци дел од оваа улица беше најавувана како приоритетен проект за асфалтирање во Оризари. Беше речено дека ќе се бараат пари од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Тоа беше оправдано дека се работи за главна кејска улица во населбата, со чие комплетирање ќе се реши инфраструктурното поврзување со Кочани. Дел од оваа улица, значи Гоце Делчев, во должина од некои си 340 до 400 метри почната, значи тампонирана, има ставено и вечињаци, значи тоа е до завршна фаза каде што треба да се реши проблемот со атмосферската канализација, со водоводната канализација, така да дел од овие средства ќе бидат искористени за тој дел. Се надевам дека и со овие средства што ќе бидат одобрени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, ќе се искористи да се направи целата улица до фабриката. Со оглед на важноста од реализација на проектот, советникот Митев тогаш побара од своите колеги да го поддржат и добие целосна поддршка. Сепак, од тогаш немаше никаква реакција од локалната самоуправа, па жителите на Оризари очекуваат одговор што се случи со иницијативата, затоа што со првите есенски дождови улицата повторно тешко ќе може да се користи. Муслиманите го слават Курбан Бајрам. За време на 4-дневното празнување, богатите ги усреќуваат сиромашните. Семејствата кои принеле жртва, месото го делат со сиромашните, соседите и роднините. Пред изгрејсонце со утринската молитва Сабах намаз, а потоа и со молитвата Бајрам намаз, почнува прославата за одбележување на празникот, во која почита кон Аллах муслиманите ја искажуваат со колење курбан. Молитва имаше и во Кочанската џамија на вториот ден од Курбан Бајрам. Кога се клања Курбан Бајрам и намазот сабале, ние се делеме, ние клањаме курбаните и ги делеме на три. Едниот дел на посиромашните, едниот дел на пријателите и едниот дел дома што со фамилијата geçiriz. Sosyal gücü bir olmuyor. За да се појачуваат односите помеѓу другарот, помеѓу фамилијата, помеѓу другиот народ, да се појачат односите, значи. Затоа се клањат Курбан Бајрам, затоа се клањат, мислам, курбаните и се носат од дома на посиромашните. По молитвата во џамија, според обичаите, муслиманите ги посетуваат гробиштата, а потоа пречекуваат гости. Со кафе и баклава во текот на целиот ден, домакинките ги пречекуваат роднините и пријателите. Во кругот на семејството помладите одат кај постарите, а потоа се оди и кај пријателите. Но за Курбан Бајрам задолжително е, велат граѓаните од муслиманска вероисповед, да се посетат роднините. Празникот Курбан Бајрам муслиманите го празнуваат 4 дена. На овој ден се кронисуваат аџиите кои отишле да се поклонат на светите места за муслиманите Мека и Медина. Според оџата, ова е празник на кој треба да им се подаде рака на оние на кои тоа им е најпотребно. За време на 4-дневното празнување, богатите ги усреќуваат сиромашните, односно семејствата кои принеле жртва, месото го делат со сиромашните, соседите и роднините. Преку креативни изработки од здрава храна, учениците од основното училиште Климент Охридски од Облешево го одбележаа Светскиот ден на храната 16 октомври. Ја спроведува кампањата Здрава храна за детство без мана. Здравата храна е клучна за здраво детство и здраво растење, беше кажано на манифестацијата по повод одбележување на Светскиот ден на храната 16 октомври. Учениците и наставниците од основното училиште Климент Охридски од Облешево, заедно со подрачните училишта во Бање, Кучичино, Теранци и Чифлик, со помош на родителите во спортската сала на училиштето, презентираа креативни изработки, промовирајќи ја здравата храна. Ние според годишната екопрограма имаме планирано одбележување на позначените еколошки празници во текот на годината,
Еден од овие е и денот на здрава исхрана, односно светскиот ден на здрава исхрана, здрава храна за деца без мана, со цел на учениците уште од мали нозе да истекнеме навики за користење на здрава храна за поздрав живот и поздрава околина. За промоција на здравата храна, учениците од Еко-одборот беа облечени во соодветни еколошки маички. Ова е светскиот ден на здравата храна и наша цел е да постигнеме кај учениците да и стане навика да користат што повише здрава храна. Здравата храна е богата со протеини, витамини и минерали, што помагаат при растење и создавање на силни мускули и коски, истакна учениците. А помалите научија дека хранливите материи ги има во овошјето, зеленчукот, месото, тестенините, супите, млекото, рибата, јајцата и сирењето. Ние со нашите училишта и со другите подрачни училишта решивме денес да подготвиме разни видови на јадења од разни видови на зеленчук и овош. Ние сме дел од Екопак Хит, кои со нашите наставници ги подготвивме овие разни видови на јадење. Кампањата Здрава храна за детство без мана има за цел да ја подигне свеста кај децата од предучилишно и основно образование за потребата од конзумирање здрава храна, како и да ги поттикне училиштата да станат мотиватори за користење на здравата храна во и надвор од институциите. Кочанските средни училишта немаат средства за посета на врвната обука за бизнис што ја организира Машинскиот факултет. 150 наставници од средните училишта кои предаваат предмети поврзани со предприемништво ја започнаа обуката на тема Како се предава предприемништво, организирана од Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет. На обуката, чија цел е промовирање на предприемничкиот дух, развивање на креативноста и иницијативноста кај младата популација, на наставниците им се пренесуваат најновите трендови за предавање на предметите поврзани со предприемништво, за да можат тоа да го пренесат на учениците во средните училишта. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочани. Без струја в четврток, 17 октомври, ќе останат корисниците од улиците Васил Главинов и дел од Страшар Бапче. Прекините ќе бидат во периодот од 9 до 15 часот, а како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Се подготвува годинешното издание на мемориалниот боречки турнир Андонов Колев. Ќе настапат борачи од 6 домашни клуба. Мемориалниот турнир Андонов Колев годинава ќе се одржи по 17 пат. Ќе учествуваат борачи во пионерска, кадетска и младинска конкуренција. Настапува под младокото од најголемите и најконстантни македонски боречки екипи. Домакинот Спартак, Балканец Штип, Тигар од Скопје, Бучим Радовиш, 7 мај од Прилеп и Неготино од истоимениот град. Се очекува настап на 50 на учесници. Турнирот го организира боречкиот клуб Спартак, огранокот на клубот од Оризари, како и семејствата на легендарните кочански борачи Ангел Андонов и Димитар Колев, во чија чест е востановен турнирот. Годинешното издание ќе биде на 27 октомври во спортската сала. Андреј Наков, борач на боречкиот клуб Спартак, беше прогласен за најуспешен надпреварувач на минатогодишниот меморијален турнир во борење слободен стил, а во конкуренција на ученици признанието за најуспешен борач му беше доделено на Стојанчо Ефтимов, исто така член на Спартак.
Ова беа вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Довидување.